Фитнесот е дел од нашиот живот и навистина треба да се грижиме за нашето здравје. Јас сум во расположено друштво, се распира со позитивна енергија, бидејќи денес зборуваме за фитнесот како дел од нашиот живот, но исто така каква храна треба да внесуваме, кои протеини треба да ги внесуваме, колку пати неделно треба да се вежба и многу други прашања кои што нам огромно задоволство. Денес во мојата емисија се Ивица Јанев и Елена Јанев. Ви благодарам за одвоеното време и што денес сте мои гости и како се чувствувате? Ајде ти, беби. Те благодарам и на тебе на поканата. Прекрасно се чувствуваме, тука опуштено е, убаво е и се надевам дека ќе имаме добра тема за младите. Настина ми е мило. Уште и од мене благодарам за поканата и let the fun begin. Ете така. Вица ќе издржаш со женско друштво. Па, до сега сум издржал, ќе издржам и од сега, не е нешто страшно. Супер. Ивица, долго време си работел и живеел во Чикаго САД. Листа на многу клиенти кои што редовно им помагаш за околу начинот, здравиот начин на живот. Колку се тоа знае да биде напорно? Па кога работиш една работа и кога ја сакаш, не е ништо напорно. Само понекогаш може да снема малку време за себе си, а другото сето окей. Но оваа тематика јас работам повеќе од 12-13 години веќе, од како што и ти веќе напомена, дел беше во Соединетите Американски држави во Чикаго и сега на македонски простори 2,5-3 години. Нема 3 години, 2,5 години. И покрај тоа што сум овде лоциран во Македонија, јас работам онлайн, значи тоа е мојата работа, онлайн коучингот, каде што нели работам со фитнес совети во насока на подобрување на изгледот, здравјето и сите проблеми што се јавуваат како резултат на несоодветното живење. Не ме определува ништо да живеам во Македонија, ама ете љубовта према татковината ме определува тука да живеам, бидејќи јас мојата работа може да работам од било каде во светот. Така, но сепак постојат разлики, така? Да, секој дека постојат, без тоа не може. Да, но Македонија нема минута. Па најубаво ни е дома, нели? Сега, Ивица, колку влие силниот имунитет и нели психичката состојба, бидејќи знаеме дека секогаш дел од луѓето сакаат да бидат нели на диета, но не сакаат да вежбат. Така. Значи, тоа е една интересна тема, неодамна ја опфатив и ја презентирав дел од неа на мојот Инстаграм профил. Значи, најчесто прашање е сакам да ослабам, сакам да изгледам подобро, но дали мора да се вежба? И мора ли секој да се вежба? Тоа се прашања што најчесто се користат нели кога човек сака да намали и сака да изгледа подобро. Многу едноставно ќе одговорам, доколку ние сакаме да ослабиме, може да ослабиме само и со гладување, но дали тоа ќе придонесе до подобар изглед и дали ќе придонесе до подобро здравје, тоа е по знак прашање. Секое гладување значи намалување на соодветните нутриционистички состојки што се содржат во храната и со тоа се носи самото тело нели во една лоша состојба и имунитетот опаѓа. Со други зборови поедноставено, значи кога нема соодветно јадење, телото слабее, тогаш имунитетот опаѓа. Ние доколку сакаме да го подобриме имунитетот, а воедно и да изгледаме подобро, мора тоа слабење или обликување на нашето тело да биде соодветно со здрава исхрана. Значи мора да јадеме, а воедно да се намалуваат килограмите или да се намалуваат мастите, а со тоа и да се подобрува нашиот изглед. Поинаков начин не треба да има. Доколку ние се насочиме во насока на намалување на килограмите врз база на диети, разни диети, имате диети, уште се некакви Обединетите нации, хроно, кето и ште какви се не. Сите тие диети работат малтене на ист принцип, а тоа е со намалување на калориите. Со тоа намалување на тие калории, значи нашето тело ќе намалува. Потребни се 3600 калории за половина кило во една недела. Значи доколку ние ги намалиме калориите, ќе слабееме. На што потоа? А од друга страна е имунитетот. 70-80% од сите клиенти што биле повеќе со подолг период, 5-6 месеци на таква диета, значи измачувачка диета со изгладнување, ти имат нарушено здравје. Најчесто страда жолчката и панкреасот. Така, значи пред се треба да внимаваме што И тоа како, да. Сепак вежбањата, сепак дел. Вежбањето понекогаш звучи дека е некоја страшна работа, затоа јас ја викам физичка активност и тоа е градација. Не може да биде за сите исто, имаме разни нивоа во таа област. Така да тоа јас моментално најмладиот клиент ми е на 8 години, највозрастниот е како што ти кажав преска 59 години. Така да моментално, значи во моментот сум имал и постари клиенти и помлади клиенти. Значи во таа рамка на возраст, значи секако има различен начин и на исхрана и на соодветна физичка активност. Така. Сега Елена, како да најдеме време покрај работните обврски за вежбање? Па јас вака ќе кажам. Единствена личност со која што треба да се споредуваме
сме ние во минатото, а личноста која што треба да биде подобро од тоа сме ние денес. Така исто и за фитнесот и вежбањето, доколку ние не се чувствуваме подобро од претходно во нашето тело, нашиот изглед, зашто па да не одвоиме 1 час активност за вежбање за да изгледаме подобро денес од вчера. И сега, после бременоста, колку време треба да помине за да жените почнат да вежбат? Некако нели секогаш имаме некои мисли да сакаме да ја подобриме нашата фигура, сакаме да дојдеме до тие посакувани резултати, но сме во двумица нели кога и како треба да се почне со вежбање, какви вежби треба да се прават од почетокот? Па вака сега, теоретски дозволено е вежбање после 3 месеци после бременост, меѓутоа со дозвола од доктор можеме да започнеме можеби и порано. Тоа сето зависи од бременост. Значи каква била бременоста, имаме бременост по нормален пат, имаме бременост кога станува збор со царски рез. Затоа мора да има зелено светло за да се започне соодветно со соодветна исхрана и соодветни вежби. Значи најклучен момент, моментално работам со неколку бремени клиентки. Една од нив е во тек на бременоста, веќе подолг период, други сега стартуваат. Едната стартува моментално е во 6-ти месец трудна и сега стапува со работка со мене, а другата е клиентка што намали 50 на килограми, па сега остана бремена и сега стартува повторно со мене, таа е веќе во вториот месец или во 5-6 недела. Значи таа постапка мора. Пожелно е да започне со почетокот на бременоста или пред бременоста, да живееме ние нормален живот, вклучена физичка активност, останува личноста бремена и после бременоста има соодветен период. Значи тоа се 3 фази кај една бремена жена. После бременоста тоа е индивидуално. Бидејќи многу е важно каква била бременоста и какво било породувањето. Како резултат на тие делови или тие сегменти, како тоа сето завршило, така подоцна почнуваме или започнуваме со физичката активност. А исхраната целовремено може да ја контролирам јас. Исто така и физичката активност и тренингот. Буквално до последна недела бремената жена може да вежба. Така малку чудно звучи, ама тоа вежбање е многу различно вежбање. По некој пат вежбање е да се качиме по 12 скали да се спуштиме надоле. Тоа е тренинг. Значи да изодиме да испешачиме 3 километри малку побрзо со 2 шишиња вода во рака да речеме или 2 кесиња. Тоа е физичка активност што да речеме би било соодветно за таа личност во тој период. Бидејќи тоа сето помага и при самиот чин на породување. Додека отпосле колку жената би била повеќе во форма претходно, толку побрзо ќе се врати назад во таа форма, во посакуваната форма. Многу е тешко. Имав една клиентка што стана бремена на 140 кг од Швајцарија и таа мораше да намали килограми за да се задржи плодот. Во првиот месец намаливме 10 килограми, вториот месец намаливме 7-8 килограми, после моравме да прекиниме со намалување на килограмите, бидејќи ја следеа докторите од друга страна и крвната слика и соодветно и хормоните. А многу често пак кај одредени бремени жени се јавува и шеќер во самата бременост како резултат на бременоста и несоодветната исхрана. Диабетис се јавува, значи диабетис најчесто, значи тоа се јавува, значи како некои пореметувања во исхраната, самата состојба на бременост и така натаму и така натаму. Тоа сето може да се одбегне или во најмала мера да се намали додека ние соодветно пристапиме на тој проблем. Бидејќи во 70% од случаите може да нема никаков проблем, а 30% може да бидат комплицирани. Така да мора да бидеме многу внимателни во тој период и мора да се, бидејќи има соодветни вежби што се препорачливи за бремени лица, бремени жени, а соодветни вежби што не се препорачуваат. Тоа сето има врска и дури варира од случај до случај или од месец до месец, бидејќи самата бременост се дели на 3 дела. И тоа е една голема тема што може да збориме со денови. Во наредна емисија, да. И сега, јас како љубител на фитнесот можам да вежбам само во ноќните часови, бидејќи немам време, а сакам да вежбам. Дали може, дали правам грешка јас? Еве нека Елена нека каже како таа вежбаше во 5:00 са бајле, а после ќе збориме за тоа. Објасни го тоа. Може да се вежба, еве Ивица што спомна, јас станував, значи пред работа да одам, станував во 5 часот са бајлето, правев кардио тренинг, после работа пак си правев тежински тренинг, така да многу е битно пред вежбање од 2 до 3 часа да немате јадено. Бидејќи нели така би било потешко изведувањето на вежбите. Да, а после вежбање што треба да консумирам?
Па сега Еве, Ивица. да надохранам на твоето прашање дали може да се вежба во доцните часови. Тоа сето зависи од биоритмот на кој ти го живееш твојот ден. Јас имам клиенти што работат и во смени, и ноќни смени, така? Значи, твојот начин на живот е еден, незиниот е друг, мојот е трет. Како резултат на начинот на живот се определува и како ти ќе функционираш. Затоа овој процес на здрав живот или во процесот на намалување килограми или обликување тело не може да биде copy-paste. Од еден да гледаме како прави тој, ние така да го правиме. Во таа насока, доколку ти имаш динамичен ден, дали може да вежбаш навечер? Да, може. Може да вежбаш слободно, ќе го направиш тренингот, можеби тој нема да биде толку ефективен во споредбено со тренингот после вториот или третиот оброк или на гладно, но сепак ќе биде нешто многу повеќе од колку само да јадеш и да си легнеш. Секако да, сега ќе се надоврзам на ова и ќе надополнам со тоа што ме праша што и како треба да се јаде, како што каже Елена, потребно е да има, зависи од храната, од 2 до 3 часа пред самиот тренинг, најчесто јас препорачувам 2 часа, тоа зависи од време на дигестија на храната. Бидејќи варените белки и црвеното пржено месо или наскара не дигестира исто време, не се вари за исто време, потребен различен временски период за таа храна да се свари, за при самиот тренинг да немаме ние потешкоти. Пржените компири и варените компири не се варат за исто време, или времето на дигестија во нашиот организам е различен, или свежиот зеленчук и сготвениот зеленчук, ако е запржен со речем маслино, има различно време на дигестија. Сите тие фактори диктираат кога треба да биде тренингот. Или генерално би рекол од 2 до 3 часа, значи може да се прави тренинг и тогаш ќе биде соодветно, значи на телото нема да има тегуби. После тренинг најпотребно за организмот се јаглено-хидрати, бидејќи тие јаглено-хидратите се тие што ја даваат енергијата заедно со мастите. Во конкретно после тренинг најдобро е брзо варечки јаглено-хидрати надополнети со протеини. Тоа ти е супер. Оброк за после сега има врска, нели? Најголема врска е што е целта, доколку целта е намалување на килограми е едно, доколку е зголемување на килограми е друго, доколку е да се одржува е сосема друго па. Така да нема унифицирано правило на оваа област да кажеме што треба и како треба. Бидејќи сето е варијабилно, бидејќи сите организми реагираат различно. Ниту по ова што кажувам јас е 100% точно. Зошто не е 100% точно? Бидејќи има различни гледишта и различни пристапи кон оваа проблематика. Ова не е природна наука како математика, каде 2 и 2 се 4. Ова е самото искуство те учи што и како треба да прави, да. Ивица, зашто ние секојаш сакаме да ги делиме вежбите, например, сакаме само да вежбаме за стомачи, мислиме дека имаме проблем, нели, со стомакот и сакаме само стомачни вежби да правиме. Што треба да преземаме во врска со тоа? Тоа најчесто се јавува кај луѓето што не се занимаваат со фитнес и имаат одреден проблем бидејќи при закупчување на панталоните не могу збера стомачето или стомакот или како се мешето, се нервираме и вика само ова да го немам и сето друго би било рамно, нели, сето било супер. Тоа обично е, како што веќе кажав, луѓето без искуство и не знаат што да прават и сметаат дека само со тренингот за стомак ќе постигнат да го намалат обемот на стомакот. Тоа е грешка, значи да го отфрлиме тоа, бидејќи најпрво е потребно, како што и претходно напоменав, да се комбинира соодветната исхрана со тренингот. Секако дека ние можеме да го поделиме тренингот, да се вежба поделени мускулни партии, еден ден едно, друг ден друго и така натаму и така натаму. Ма тоа сето е во некоја си соодветна фаза. Вие како почетник, што немате никаква физичка активност, доколку јас ви го поделам вашиот тренинг и ви дадам денеска да вежбате само нози, па вие нема да бидете способни да станете од кревет неколку дена. Значи ќе бидете со парацетамол бидејќи имате покачна температура. Значи затоа има градација, како што веќе напоменав неколку пати, и кога станува збор за почетник, конкретно за да се намали стомачето, значи мора ние да му изработиме тренинг што ќе биде помалку од се или соодветно да бидат опфатени различни мускулни групи, тој секако ќе има воспаление првите 14 дена, може 21 ден, може цел месец, но да биде барем умерено тоа и полека тој да го опфати целото тело, како подоцна тој клиент или таа личност станува пофит и како завлегува во фитнесот, така ќе го насочуваме. Значи, јас 90% од сите мои клиенти што имаат прекумерна телесна килажа и се над 100 кг, првиот месец стартуваат во домашни услови. Над 90%. Единствен случај кога тие не стартуваат во домашни услови, кога клиентот инсистира. Бидејќи потребно е да си го запознае сопственото тело,
на тој начин што веќе ќе го користи сопственото тело, доколку тој смета дека може да си ги чепне прстите на нозите со прави колена да го провери тоа, дали е тоа можно, да проба едно 10 пати да легне на земја и да стани, или насочено во вежбање, тоа било burpees, така, да стане и да види колку е тоа тешко и така натаму и така натаму. Значи почнувајќи од едни basic exercise или основни вежби, јас често пати знам да се насмеам, тоа е исто како едно мало дете. Пробајте да го копирате што прави малото дете за 1 сат, супер тренинг. Супер тренинг, подобар тренинг од тоа нема, да. Само пробај 1 сат да бидете како него, да. И во таа насока, значи, се враќаме, конкретизираме на одговорот на прашањето, значи не може во ниту еден случај да се фокусира тој човек што сака да го намали само стомакот, да вежба вежби само за стомак. А при тоа да не внимава што да јаде или па да го изостави другиот дел од телото. Не сме тоа така да биде. Мора соодветен пристап на се, за да се постигне целокупно тонирање и намалување на мастите од цело тело, бидејќи нашето тело, доколку сакаме да намалиме масти од стомакот, не значи ние дека ќе вежбаме стомак и ќе го направиме тоа. Тоа ти е исто како еден базен, да го земеме како еден базен, полн со вода. Значи на едното место нивото на водата може да биде и половина метра, на другото 5 метра. Тоа е во зависност од мастите каде ние ги складираме. На некој место складираме повеќе, а на некој помалку. Тоа пак е детерминирано со кои хормони превладуваат во телото. И така натаму тоа е една голема приказна што е работа на професионалци. И затоа јас често пати ќе се надохнам на тоа, не може со 1 година искуство од теретана да постанеш фитнес инструктор. Не може тоа да биде така. Тој можеш да бидеш ентузијаст. Елена е ентузијаст моментално. Бидејќи таа е под надзор од мене 1 година, додека не застане стабилни нозе, тек тогаш таа ќе може индивидуално и самостојно дава своje мислење. До тогаш јас се надгледувам. Не може, значи, бидејќи може да се направат, не дај Боже, може да се направат проблеми кај една личност, потоа да сносат соодветни последици. А тоа ние не го сакаме. Јас живеев во сад, како што кажа и ти, доколку не дај Боже се случи таков случај, значи одма имаш тужба, таа тужба е страшна. Добриот момент е кај нас што ги нема тие тужби од една страна, а лошиот момент што може да се нашти на некој клиент. Затоа и кај нас има и толку многу фитнес инструктори, што јас ги охрабрувам да бидат, но претходно треба да има соодветно знаење и искуство. Барем најмалку 1 година од нешто да се работи квалитетно, да сме образовани во областа, за потоа да можеме да испаднеме и нели да го решиме проблемот. Бидејќи ако ние тоа не го направиме, проблем ќе биде.